Поштовани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10 сме со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. Одлучивме да поразговараме за проблемите со работниот столб, за дегенеративните заболувања, бидејќи обично ова време кога се минува времето, доаѓа есен, зимата, секогаш се појавуваат тие болки кои што се специфични, како за кичмениот столб, како за вратот, рамената и така натаму, колената. И затоа одлучивме денеска да поразговараме малку поопширно на оваа тема, да споменеме од се нешто помалку, меѓутоа секако ќе се задржиме на еден поконкретен дел, а тоа е за едни инекции, така беше, доктор Симона? Да. Меѓутоа, да не јас сега нешто сгрешам, сепак во продолжение доктор Симона ќе ни каже нешто повеќе околу таа. Ти благодарам што одвои време да бидеш денес дел од Ваш термин. И ви благодарам на поканата. Со чест и задоволство ми е секој пат соработката ни е одамна и драго ми е што е така. Одлучивме прин општо да ги споменеме дегенеративните заболувања, бидејќи навистина, еве ќе потврдиш и ти, нема човек што нема некој проблем во однос на овие промени на работниот столб, на колената, на рамената и така натаму. Па самото име всушност ни кажа дегенерација е еден вид старење, значи односно ние тој процес физиолошки не можеме да го спречиме да не се случува, меѓутоа тоа што можеме да направиме е да го забавиме старењето на организмот и можеме да ги поделиме на две поголеми групи. Една, како што спомена ти, е заболување на работниот столб, соодветно според локализацијата, нели дали е цервикален, дали е врат, дали е торакален дел, дали е лумбален дел, односно нели народски кажано кичмата или крстот, меѓутоа во другата категорија спаѓаат зглобовите, дегенерација, односно старење на зглобовите. Многу интересно е да се спомене дека секој еден зглоб во човековото тело може да биде опфатен од ова заболување, односно најчесто се опфатени колената како едни од најчесто употребуваните зглобови, меѓутоа исто така и колковите, може и скочниот зглоб, рамењата, лактот и прстите, нели кога го правевме нели интервјуто, мислам договорот, спомнавме нели дали е исто артритис и ревматоиден артритис. Многу интересно нели прашање. Да, па и јас не знаев искрено. Да, тоа е сосема различно, бидејќи ревматоидниот артритис е воспалителен процес, односно телото ги напаѓа зглобовите, додека овие артрози ние ги викаме, односно остеоартрити, се од преголемо користење на зглобот и доаѓа до нивно, како да кажеме, старење и истенчување на рскавицата. Рскавицата се намалува, продукцијата на течност се во првата фаза се зголемува и претежно заради тоа се случуваат тие отоци на колена, на пример пациенти што викаат ми вадеа течност, нели вода од колено народски кажано. Во прва фаза, а во втора фаза тие пукнатини што се јавуваат на рскавицата стануваат све поголеми и доаѓа до триење, народски кажано, нели што викаат коска на коска пациентите и поради тоа всушност настануваат тие остеоартрити. Така. Ајде вака општо само како што кажавме дегенеративни заболувања, што представува всушност како заболување? Како што споменав, тоа представува дегенерација, односно старење на промена на зглобот или не само на зглобот, всушност и работниот столб представува зглоб. Тоа е една комбинација од диск и две пршленски тела над и под него. Се тоа попушта лигаментот, односно може да дојде до негова хипертрофија, здебелување поради лошо оптоварување на работниот столб, може да дојде до дегенеративни промени на дискот, односно дехидратација на дискот, понатаму доаѓа до пукање на тие фиброзни прстени што се околу самиот диск и тие всушност ја држат желатинозната маса внатре и доаѓа потоа до истекување и притисокот, односно и дискус хернијата представува дегенеративно заболување, независно на кое ниво. Од тука произлегува и лумбоишијалгија и тоа како последица на тоа. Секако дискус хернијата може да биде и кај млади пациенти, што не е сврзано со дегенеративно, може да биде сврзано со повреда. Сега имаме причини на појава на тие болести различни. Негде се од, како што кажавме, со текот на времето, нели од старење, од годините, меѓутоа и од положбата, од професијата што
пример имаме и ревматоиден артрит што може да влоши определени состојби, на пример на колкови, на колена, па може да дојде до потреба за операција, односно промена на нив поради премногу искривување, поради губење на нивната функција. Исто имаме кај народ, гихт, тоа е исто доаѓа до натрупување на кристали и промена на самиот зглоб, може да биде кај некои луксации, односно изместување на зглобовите, па поради проблеми како деца што имаат наколкчиња во постара возраст, меѓутоа не многу стара, за жал, околу 30-40 години, каде што пациентите во нормални услови не би имале потреба од промена на тој зглоб, потребно е да се прави операција. Тоа се некои вродени, меѓутоа и некои стекнати причини за тие болести. Многу често сме говориле за спондилозата, за дископатијата, за проблемите со кичмата, со кичминиот столб и така натаму, меѓутоа како што спомена и ти кога зборувавме за ревматоидниот артрит и за артритисот. Значи дека се две различни работи. Да, тие се сосема две различни. Ревматоидниот артрит се води како некое автоимуно заболување. Да, тој представува автоимуно заболување каде што телото еден вид само си се напаѓа себе. Кои се причините, дали имате? Тоа мислам дека е ваш домен? Ние правиме рехабилитација на пациенти, меѓутоа не се прави во таа акутна фаза, во таа воспалителна фаза, каде што е воспалението се уште присутно. Ние викаме во таа фаза на екзацербација, односно влошување на болеста, не се прави рехабилитација. Рехабилитација во фаза на ремисија, односно кога болеста е мирна. Тоа е едно воспалително заболување каде што ние можеме да го следиме и преку крвта, односно телото нели си се напаѓа само себе, тоа повеќе ревматолозите можат подетално ревматолошко. Да, меѓутоа ние правиме рехабилитација на тие пациенти бидејќи доаѓа до отоци, доаѓа до тие зглобови се специфични бидејќи се отечени, се топли и најчесто имаат вкочането са бајле пациентите, односно пациентите ни се жалат дека не можат половина час дур да облечат чорапи, да можат значи да завршат некаква обична активност и нормално се препраќаат од матичен кај ревматолог. Ревматологот се прават определени анализи преку крвта, каде што може со сигурност да се докаже нели дека имаат пациентите ревматоиден артрит, со тоа што некои од пациенти имаат и ревматоидни артрити кои што се серонегативни, меѓутоа се уште пациентот, тоа ревматологот се назначува определена терапија и тие пациенти се под терапија, да речеме, долго време држат болеста во една. Додека артрозата е премногу обично оние искривување на прстите на рацете. Имаат и генетска предиспозиција. Претежно некој од семејството имал дали мајка или татко и нели се наследни и тоа доаѓа до истенчување на раскавицата во самите зглобови, до правење на народски кажано шилчиња, односно јазли се викаат тие и тие се специфични што се на прстите, не се на овој дел од прстите, односно на како да кажеме, ние го викаме по површинските зглобови, значи не се на овие зглобови, туку се на предните два зглоба и претежно се приметува кај повозрастни луѓе, нели после 50 на години, додека ревматоидниот артрит зафаќа една популација на луѓе што се помлади. Обично се јавува околу 20-30 години, а овие како дегенеративни болести се јавуваат во покасни години после 45. Имаме случаеви кај некои што се јавува и кај помлада популација, меѓутоа претежно се јавуваат кај повозрастна популација. И што тука вие правите? Можеме да направиме. Да, можат повеќе работи да се применат, може да се примени физикална терапија во акутна фаза, да се примени и медикаментозна терапија. Нормално може и да се покријат пациентите со некакви таблети кои би помогнале за подмачкување на раскавиците. Имаме различни типови на таблети кои може најмногу физикална терапија, парафинотерапија кои може да помогнат, меѓутоа сепак кажуваме овие болести се стагнираат и се спречуваат, но не може да се врати во почетна состојба, сега во зависност што и како во врска со зглобот. Затоа и например многу е убаво да се направи дијагностика. Еве во нашата ординација користиме и еходијагностика каде што се мери раскавицата колку е оштетена и според тоа се определува видот на терапија, дали ние ќе одиме со определен тип на терапија или не. Значи дијагностиката е многу важна. Поделбата ме интересира да објасниме примерни генетски.
Тоа е хормонски, например, имаат при определени хормонски заболувања каде што пациентите имаат предиспозиција за определени болести, например, проблеми со тироидната водат кон остеопороза. Да. Исто така тироидната може да ни помогне односно да ни одмогне во случајов да ја влоши состојбата на зглобовите. Исто кај жените хормоните до определена возраст ги штитат, меѓутоа после тоа нели се намалува и веќе нема таква заштита. Телесната тежина е многу битно, годините на пациентот, професијата како што кажав, има и вродени нели заболувања, така да некои заболувања што одат и повреди на самиот зглоб. Претходни операции исто на пациентите може да имаат, ако пациентот има определени операции, да речеме оперирано колено, ваден менискус, па многу често доаѓа до таа остеоартроза многу порано, бидејќи менискусот представува еден вид амортизер и тој амортизер нели го нема и поради тоа доаѓа до повеќе оштетување на самата раскавица, збориме во постари години и не толку стари години, и доаѓа до порана појава на остеоартрити или примерно кинење на лигаментот, па лигаментопластика е работена кај тој пациент и тоа сето може да доведе до проблеми и влошувања. Така. Ајде тука ќе ги повикаме и нашите гледачи да се вклучат во нашиот разговор, доколку имаат некој ваков проблем, некое прашање, слободно ќе може да не побараат на нашите телефони и да се јават во програма да постават прашање до доктор Симона. Доктор Симона, стигнавме негде до значи примерни генетски и хормонски остеоартрит или остеоартритисот. Како доаѓа до формирање на оние остеофити кои што обично тие се народски нели кажано шилци. Да. Па претежно доаѓа до истенчување на раскавицата. На местото на раскавицата се прават мали фисури. Ние ги викаме пукнатини. Тие пукнатини со текот на времето се зголемуваат. Може да дојде до преголема продукција на синовијалната течност, односно тоа е многу краток тенок слој и доаѓа до преголема продукција на синовијална течност, нели тоа што го спомнав како отоци, и потоа доаѓа до коска на коска доближување и поради коската што трпи притисок на место каде што не би требало да има притисок, доаѓа до неизино деформирање и народски нели кажано тие шилци или медицински кажано доаѓа до појава на остеофити. За жал во зависност од локацијата на појава на остеофити, значи можеме некои да ги третираме со например терапија, со шоковев терапија, а има работи што не можат да се третираат, односно ако е внатре во самиот зглоб затворено, што најчесто се случува, тогаш е многу потешко за нели достап, односно пателата ни пречи, нема како да стигнеме до внатрешниот дел. Например, назначување има на определени места каде што не може, меѓутоа има места каде што може да се третираат, например на ахиловата тетива, исто се прави како последица на воспаление, се прави народски кажано шилец, натрупување имаме воспаление, па натрупување на калцификати и доаѓа до тие појава нели на шилци или остеофити, меѓутоа тие се на многу добра локација каде што ние можеме да ги истретираме и пациентот буквално да си се врати во нормален живот и кога ќе го следиме на ехо, следиме например колку милиметри или сантиметри, пошто сме имале некои со сантиметри што се остеофити, ги мериме колку се аплицира терапија и потоа нели продолжуваме кон третирање или кон рехабилитација во домашни услови вежби. Какви типови на шилци постојат и како се создаваат? Има ли разлика од едно до друго место? Претежно создавањето, кажав како последица на воспаление, доаѓа до нивно натрупување на калцификати. И во почетната фаза тие се меки калцификати, односно на ехото се гледаат како облачиња и тоа е во фаза на формирање мек. Тука, например, многу брзи резултати, меѓутоа имаме некои што се буквално како коска и тогаш веќе треба поупорна терапија да се направи за да се разбие, да се умекне, па потоа ткивата да дојдат нели нашите клетки и да ги абсорбира, да ги резорбира, да ги разградат со други зборови и да се врати човекот во нормална функција во зависност од колку е. Тоа може да биде и како последица на повреда, например многу често се случува повреда на тетивите во рамото и пациентите да имаат калцификати во рамото како последица на повреда, а не само на нели дегенерација. Затоа велам како се создаваат, има ли разлика? Воспалителен процес
или може да биде и од повред. Да, и може да биде и од повред. Така. И сега кога говориме секогаш за овие проблеми, како да кажам, никогаш не се знае колку може да биде тоа комплицирано во суштина како што го објаснувате. Значи толку тоа треба да биде совршено се за да функционира како што треба цел организам, а толку многу промени се случуваат во текот на животот, нели, со текот на старењето и нормално е, како што кажав, скоро секој од нас да чувствува некоја болка, дали во грбот, дали во вратот, дали во рамото, во кичмениот столб. И затоа сте нели вие тука, да се обидете да ни пружите помош. Па знам дека имате многу типови на диагностика, на третман, со кои што успешно ги третирате вашите пациенти. Па ајде вака некако ред по ред да започнеме пред како оди диагностиката. Веќе предпоставам дека еве нели кога ќе дојдат ќе ви донесат можеби некои снимки, магнетна резонанца, меѓутоа што се друго применувате во диагностиката пред се, а потоа и во третманот? Диагностика секако тука компјутерска томографија, магнетна резонанса, претежно пациентите нели си доаѓаат со тие снимки, тука се гледа точно кој тип на заболување станува збор и соодветно со тоа се применува и соодветна терапија. Меѓутоа кажав и еходиагностика особено е многу добра за зглобовите, бидејќи имате вие. Имаме, да, во нашата ординација, тоа е колор доплер, односно се гледа и нели и ако има и воспаление, крвни садови, може да се уклучи колор доплерот и да се види, се визуализира дали е добра рскавицата, тетивите се гледаат, дали се некои лигаменти во зависност, односно сите зглобови во телото може да се видат со помош на еходиагностика, да се види целата нивна состојба. И многу е поубава, да речеме поубава, од магнетна резонанса во смисол дека ние можеме да гледаме и како се прави движењето, односно да му кажеме на пациентот да ја дигне раката, да ја спушти и гледаме дали тој, например, калцификат пречи во неговото движење или едноставно е само присутен таму без да има. Исто така правиме и терапии, после терапијата се нели следи целата состојба дали има подобрување, дали нема, се мери големината. Ако има воспалителен процес, да речеме кај тендинопатија, кај воспаление на тетивите, акутен воспалителен процес, тогаш на колор доплер се гледа активност и може да видиме да има пациентот воспаление, меѓутоа не само како во еходиагностиката не се користи само како диагностика, ние ја користиме и за, например, инекции. Односно, многу поправилно е кога боцкаме инекција, дали во колено, дали во било кој зглоб, да се работи под ехомониторинг, односно ја гледаме иглата точно каде се придвижува и тоа што го аплицираме, да речеме, или ако вадиме некоја течност, гледаме точно каде иде, односно се минимализира ризикот на повреди. Баш на светски конгрес кога бев, они кажува дека во Америка некаде околу 90%, значи од докторите сите боцкаат под ехо. Значи никој не боцка како на слепо, нели? Така, да. Би го рекле ние, нели посет за да се минимализира ризикот од било какви повреди покрај тие зглобови, имаме нерви, имаме тетиви, имаме лигаменти кои не дај Боже може да бидат засегнати, а со ова се намалува драстично ризикот. Така. Сега кажавме дека првин употребувате, нели, ехо. Пациентите доаѓаат со своји испитувања, како што кажавте, оние што вие ќе им ги побарате, нели, за да видите комплетно за што станува збор и што се треба да примените. Какви се други методи имате на третирање на овие проблеми, ако може еве да посочите која метода за можеби поспецифична за кој дегенеративен проблем? Сега имаме многу методи од класична физикална терапија, што би се рекло, значи некако порано, и се извинувам што те прекинувам, беше тоа само физикална терапија и толку. Да. Меѓутоа, нели, работите се менуваат, се усовршуваат нештата и токму поради тоа сакав да потенцираме, бидејќи навистина имате повеќе класичната методи физикална кои применуваат. Терапија, во неа влегуваат и магнетотерапија, различни видови ласеротерапија имаме кај нас со различна бранова должина, односно пенетрирањето, навлегување во ткивото е различно. Ласерот има регенеративна способност, обезболувачка способност за намалување на отоците, и магнетотерапијата исто така ги има слични
слични ефекти. Од друга страна имаме и електротерапија. Електротерапијата веќе се дели на многу видови електротерапии и во зависност од индикациите на пациентот се применуваат. Сонотерапија, односно терапија со ултразвук, исто што може да се примени кај пациентите кои има и механичко и хемиско дејство. Меѓутоа од друга страна, нели имаме еве и сега шоквейв терапијата, каде што може да ја примениме. Тоа е терапија со ударни бранови, каде што со звук доаѓа нели до тие разбивање на калцификати, меѓутоа таа не се применува само за калцификати. Она има широка лепеза на заболувања кои ги третираме, односно може кај спастицитети, кај после мозочни удари да се применува за да се опушти мускулот, може да се применува и кај остеоартритиси, може да се применува и кај епикондилитиси, тоа е на пример состојба на тетивите, каде што од прекуморна употреба на тетивата доаѓа до нејзина промена и ние правиме микроповреди со шоквейв терапијата и го регенерираме ткивото, нешто што до сега нели не можеше да се направи. Така да она има стварно широка лепеза, меѓутоа ние применуваме и терапија сега најнова, ќе бидеме единствени нели во Македонија за тоа нешто, тоа е роботизирана рехабилитација кај пациенти со невролошки болести. Очекуваме во секој момент да почнеме и таа е нешто што ќе бидеме единствени и во иднина, уште повеќе се надеваме натаму да се оди, бидејќи целата медицина иде во рехабилитација роботизирана, односно да не се прават веќе класични вежби, туку со помош на роботи се прават вежби каде што они ги мерат движењата на пациентите и според тоа определуваат напредокот на болеста. Многу интересно со компјутер, каде што нели интеракцијата е всушност со компјутерот, повеќе нема да биде толку со да речеме, ние сепак ќе ги контролираме нели пациентите, меѓутоа се оди на кај роботизирана рехабилитација, што е нешто што претходно во Македонија не сме можеле да си го замислиме. Користите ли некои препарати кои што треба да, како да кажам, во однос на медикаментозната медикаментозна терапија? Дали им препорачувате нешто? Тука се споменува и колагенските препарати, во кои случаи и каде? Да, колагенските препарати исто кај остеоартритиси може како почеток, како воведно да се воведе колаген и сега многу е битно и да е од кој тип колаген за да биде соодветен, бидејќи имаме типови на колагени што се повеќе за кожа, значи тие нас толку не за сега, ти не треба да ги вклучиме, туку типови на колагени што се конкретно за зглобови, што може да помогне, меѓутоа тука да назначам пациентите многу често имаат дискус херни и пијат колагенски препарати, тоа не помага. Тоа сакав и да прашам заради тоа што сум слушала дека да, меѓутоа не помага бидејќи дискусот нема крвен сат и нема како нема како да стигне до ништо што ние ќе го пиеме, нема како да стигне, нели кога ќе им кажам на пациентите имате дехидратација на дискусиони, а што јас да пијам, што јас да јадам. Односно дискусот можеби да се намали на тежина, тоа би било нешто што би било позитивно, меѓутоа единствено нешто за сега што докажано, барем докажавме дека може да има подобрување односно рехидратацијата и односно дискалната маса и декомпресионата терапија која многу пати сме ја зборувале и единствено нешто што може да стигне до самиот диск и покажано е на магнетни резонанси дека веќе имаме рехидратација на дискот. Така да тоа односно дискот нема да помогне, меѓутоа за зглобовите може да се помогне со колагенски препарати, имаме и други препарати со глукозамин и хондроитин сулфат, секако може да се примени нестероидни антиинфламаторни, нели пациентите знаат, меѓутоа малку злоупотребуваат со тие препарати не се добри, ги знаат пациентите, тоа се бруфени, диклофенаци, каде што тие се терапии, например, кога има оток, кога има воспаление, во моментот, а не да се пијат еден месец, да речеме, бидејќи ќе направат чир на желудник, ќе направат оштетување на бубрезите, оштетување на црниот дроб и мора малку така внимателно на пациентите со тоа и исто така имаме и повеќе видови и на препарати што се со помошни инекции. Ајде да почнеме први нели со кортикопрепарати, тие се како најлесните. Како што ги кажав на почетокот, ама реков нешто да не сгрешам, интраартикуларни инекции. Да, тие се интраартикуларни инекции, кортикостероидни, платет, рич плазма и хиалуронска киселина.
PRP, да, меѓутоа има и трети што сега ќе ги објаснам каде е разликата. И сега многу е битно докторот од која ќе направи проценка на самата состојба на пациентот, што всушност ние ќе решиме дека треба да му дадеме. PRP, тоа е една од најновата технологија, каде што се зема крв од самиот пациент, се филтрира таа крв, се земат само тие се фактори на раст каде што ќе помогнат на регенерација на самата раскавица и се боцка во самиот зглоб, затоа се вика интраартикуларни, односно значи внатре во самиот зглоб ние боцкаме. Тука имаме и хиалуронски препарати, тие препарати ја заменуваат нели хиалуронската киселина, народски кажано го подмачкуваат зглобот, има препарати што траат по 3 месеци, има препарати еднаш годишно и кортикостероидите претежно ги даваме кога пациентот има оток, има болка, значи да го смириме во спалението, па потоа решаваме што да правиме нели понатаму. Меѓутоа претежно кај сите овие препарати што е заедничкото, што до 50% дрскавицата треба да е сочувана, за да имаме ефект кога ќе ги аплицираме. А се соочуваме, на жалост, многу од пациентите ни доаѓаат кога веќе дрскавицата е во некој напреден стадиум оштетена. Имаме пациенти во 3-4 стадиум каде што дури 70% од дрскавицата ја нема. Тоа обично на колената. На колената, да. Сега многу тука всушност нели е таа нова метода што јас ја применувам, тие се гинекуларни инекции, односно инекции за блокада на болката. Ние тој пациент нема да го излечиме, меѓутоа ние ќе му ја блокираме болката на тој пациент од прилика околу 6 месеци. Да не ја осеќа болката, бидејќи кои од другиве препарати да ги користи, никаков резултат. И кај тие што пробале физикална, што пробале внатре во зглобот инекции, вика све е пробано, ништо немам. Да. Сега тие пациенти во принцип до сега единствено беа само за индицирани за промена на зглоб, односно ендопротезе. Сега имаме пациенти за жал каде што не може да стават ендопротеза поради проблем со срце, поради проблеми или на пример се чека премногу долго, ние на тој пациент ќе овозможиме поквалитетен живот, односно 6 месеци да живее некако без болка, во тоа време да може да вежба, да намали тежина, да зајакне и да видиме како ќе биде. Тоа нема да го реши нели трајно проблемот, меѓутоа добиваме еден прозорец на време каде што пациентот ќе може да се движи и да ги сите уврски секојдневно, особено кај тие што е контраиндицирано да прават операција. Анестезиологот на пример има лошо срце, не му дозволува на пациентот и може да се боцкаат, тие се боцкаат под компјутер, под ехо, се боцкаат во зависност нели се решава на колку локации, може на 3, на 4 или на 5 локации, се вбризгуваат околу, значи што значат тие гинекуларни инекции ги викаме или гинекуларни блокови каде што ја блокираат болката. Ние одиме кај нервите, во близина на нервите и ставаме анестетик кој ги блокира болките. Значи ние не го решаваме проблемот, меѓутоа ги решаваме болките. Пациентот еден вид го анестезираме. И тоа е нешто што во цел свет се применуваше нели долги години, меѓутоа еве сега и кај нас почнавме да го применуваме. И како сте досега задоволни од примената? Задоволни сме пошто претежно се пациенти нели повозрасни пациенти кои што еве дали се мислат или да речеме имавме една пациентка која треба да го оперира колкот, а неа ја боли коленото на другата нога. Сега она ќе треба подрехабилитацијски, она да може да стапне на десното колено. Она со болки во десното колено со ендопротеза на левиот кол, жената нема никако да може да се рехабилитира. Поради тоа ги ставивме тие инекции да добиеме на време и да го искористиме тој простор. Сега за сега има намалување, меѓутоа сепак мора пациентите да се бидат и критични. Колку проценти очекуваме подобрување? 50, 60, 70% на болката е сосема добро. Можеби тој пациент нема да биде нели без воопшто болки, меѓутоа ќе значително ќе му се намали болката. Така. Исклучиво, како што кажавте, се применува само за колената. Да, гинекуларните, пошто тие се гинекуларни нерви кои испраќаат сигнали, нели од дрскавицата ги земаат сигналите за болка и тие ги блокираме. Тие се Ако има некој проблем со рамо? Со рамо, значи други работи се применуваат, значи тие не можат инекции да се применуваат, рамо може да се боцка. Јас лично за рамо за кортикостероиди не сум многу фан, бидејќи кортикостероидите можеби во моментот кога ќе се аплицира терапијата ќе помогне, меѓутоа од друга страна
имаат предиспозиција да доведат до оштетување на тетивата, односно може во покасни стадиуми да доведе до незино кинење, што нели тоа е нешто што сакаме да го избегнеме, така да тука имаме повеќе варијанти од класична физикална терапија, па и терапија, да речеме, со шоквейв. Не би, значи, ова по светски стандарди, значи, ова ја не го зборам само за мене, по светски стандарди се смета дека првен се почнува со класична физикална терапија, па се оди, нели, може со шоквейв терапија, па ако не помогне, тогаш веќе во краен стадиум се применува кортикостероидната, бидејќи кортикостероидот го нагризува тој калцификат, меѓутоа тој ние не можеме само нели калцификатот, тој и останатото ткиво може да го нагризе, така да гледаме да го примениме стварно на најголема нужда. Ако ептен немаме веќе нели што да правиме, нели целта ги оправдува тоа средствата. И сега напоменав, јас веќе навлеговме во есента. Обично овие промени, временски промени, нели дожд, па сонце, па малку ладно, па потопло, влијаат на сите оние проблеми дегенеративни и со рбетот, и со спондилозата, и со шилците и така натаму. Чувствувате ли некоја, како да кажам, поголема фреквенција на пациенти кои што се жалат на болки? Па добро, се смета дека дегенеративните болести се вид на метеопатски болести, односно се влошува состојбата со промена на времето, меѓутоа за жал кај нас пациенти цело време има, односно пациенти цело време се жалат на болести и претходно кога спомнавте, кажавте дека нели нормално е да живееме со болки, во Македонија е нормално да живееме со болки, да си мислиме дека нормално е секој втор кај нас или секој од нас има некој проблем со болка. Да, иначе не би требало да биде така, значи треба да живееме еден квалитетен живот, бидејќи должината на животот не се мери само во колку години ќе го продужиме, туку и во како ќе го живееме. Ние како народ сме доста мрзлив народ. Ајде да слушнеме гледач кој се јава. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Гледач на вашата телевизија. Гледаме ова за дали да прашаме на прашање докторката за ревматиден артрит. Така. Сопругата моја има таа диагноза и има болки на рацете, ототки, као грудиња, се жали и на болки и на кичмата и на така. Меѓутоа рацете навечер посебно има многу болки, изразени се како чворчиња на рацете, на прстите. И што би можеле да се преземе и каде може да се јавиме кај докторката за преглед и советник. Добро, ви благодариме Еве што се јавивте и ние спомнавме на почетокот нешто за ревматоидниот артрит. Меѓутоа Еве доктор Симона нели ќе ви посочи што како да преземете. Така. И дали има инекции некој да може да се стави нешто да се блокира таа болка и така. Да. Добро. Еве останете нели да не следите, ќе слушнете што ќе ви посочи. Благодарам многу. Пријатна вечер и поздрав до вас и доктор. Ви благодариме, поздрав. Како што кажав, тоа е системско заболување, односно телото кажавме дека тоа обично го водат ревматолозите, и сигурно колегите имаат дадено некаква медикаментозна терапија или некаква друга терапија во зависност од состојбата. Вие исто така напоменавте дека вие можете нешто во процесот на рехабилитација да помогнете. Затоа пациентката би требало да дојде со комплетна крвна слика за да видиме дали е покачена седиментација ЦРП. Ако све е смирено, ние можеме да правиме рехабилитација. Сигурно им споменале и еве ова е еден од случаевите кај што може да се поцка кортикостероид, бидејќи тука веќе кога имаме воспаление на зглобови болки може, меѓутоа може и орално да се дава тоа, ревматолозите исто го даваат. Треба сепак да се процени состојбата и да се види колку е напреднато заболувањето, колку е оштетена раскавицата и што би можеле да очекуваме. Има состојби кои што се многу агресивни, за жал за многу брзо време водат до деформитети. Тука исто треба да се обучат пациентите како да живеат нормален живот, значи поквалитетен живот со помош на рехабилитацијата, односно како да си го приспособат животот, бидејќи доаѓа до момент каде што пациентите не можат да се служат ниту со лажица, ниту со вилушка, не можат сами да се хранат, говориме за ревматоидниот
ревматоидниот артрит. Спомена господинот дека супругата има дури болки во кичмата. Дали може да се произлезени тие болки од тоа? Тие болки може и да не се од ревматоидниот артрит, може да се и од некоја дископатија, спондилоза, значи не се исклучува едно, меѓутоа ревматоидниот артрит претежно ги напаѓа зглобовите. Во ретки случаи може да го нападне рабетниот столб, меѓутоа многу ретки. Значи најверојатно има некои дегенеративни болести и тоа би требало да се направи некаква снимка, да се види точно што е и да се третира во фаза кога не е влошена болеста. Она знае кога е влошена болеста, она не може да стане, некогаш се случува и од кревет тие пациенти кога имаат толку болки. Во таа фаза, значи тога само треба да се смири воспалението. А во фазата на ремисија, односно кога пациентката е, да речеме, подобра на некое ниво, тогаш може да примениме рехабилитација, може да дојдат со документите и со крвна слика по таза, за да може да видиме каква е состојбата. Да, еве се надевам дека ќе разбера, значи доктор Симона кажа дека може, обично, нели, кажавме дека тоа го водат ревматолозите, меѓутоа околу третирањето на, нели, на исто и банско лекување се препорачува. Другите проблеми може да побарате мислење од доктор Симона, да појдете за сите оние кои што не следат, еве да напоменам, веќе утре после 9 часот ќе може да се јават во нашата телевизија кај нашата секретарка и ќе го добијат бројот, инаку доктор Симона ни доаѓа од приватната здравствена установа Превентива 99, која што се наоѓа во центарот на градот, веднаш под Министерството за здравство. Меѓутоа, бројот ќе може да го добиете во нашата телевизија утре после 9 часот за сите оние кои што сакаат да стапат во контакт со доктор Симона. Доктор Симона, кои проблеми се најзастапени? Вака, може ли да сте издвоими или сите се подеднакво? Односно, мислам дека ние вака како народ и многу имаме проблем со рабетниот стол. Така. Значи тоа е дефинитивно нешто Мрзливи сме, не вежбаме. Да, не вежбаме, тоа е, имаме прекумерна тежина. Тоа е една од причините, меѓутоа главно и невежбањето и ги влошува и зглобовите, тие стануваат крути, не се еластични и дополнително се влошува цела работа. Меѓутоа кај нас пациентите одат од една крајност од друга крајност, претеруваат со вежбање, па ќе оштетат нешто или уопште ништо не прават. И според тоа, и тоа е, меѓутоа имаме на светско ниво од остеоартритисот најзастапено е коленото, значи тоа е како број 1 зглоб кој се оштетува, поради тоа што ние константно нели го употребуваме коленото, меѓутоа и последно е и колкот. Колкот е следниот кој што нели се оштетува, за жал колкот најчесто нели се оштетува или од вродени некои деформитети, нели уште од мали деца, или најчесто од прекумерна тежина, бидејќи преголема тежина е притисокот што го трпи колкот при секојдневните движења, исто и за рабетниот столб. Ако е јака мускулатурата, може да го превземе товарот што раскавицата би го трпела, меѓутоа со слаба мускулатура, зголемена тежина, целиот товар паѓа на самата раскавица и таа може определен период и 5 и 10 години да издржи, меѓутоа после не може. Доаѓаат пациенти со, не знам, голема килажа, ама вика цел живот сум ваков, ама нормално дека нема од почеток да почне нели проблемот, нема да почне на 20 години, ќе почне после 40 години, нема да почне на 20, бидејќи телото уште е способно за кон ремоделирање, односно нашите сили на оштетување со силите на регенерација се тука некаде, како старееме, нели се помалку се намалуваат. Така, и затоа секогаш кога говориме за секој проблем со здравјето, велиме да се појде навреме додека може да се помогне, додека може, како што кажавме, со сите овие методи кои што ги применувате, неоперативно, нели? Неинвазивно, да се помогне да се реши проблемот. Меѓутоа, како што напомена и ти, да се дојде навреме, да не се доаѓа веќе кога ќе дојде некој поголем проблем, па после треба повеќе време за да се... И кога ќе дојде, пациентите се многу исплашени, одбиваат да прават операции, што од друга страна веќе поставувањето на ендопротеза кај колегите ортопеди, тоа не е кај нив е секојдневие. Од друга страна не вреди. Кога ќе му кажете на еден обичен човек дека треба да направи операција, секако дека е. Да, и е страшно, меѓутоа од друга страна во 21 век да живее со инвалидитет, кога може да се најде решение, тој инвалидитет ќе доведе до недвижење. Недвижењето од друга страна ќе доведе и до појава на тромбоза, пациенти едно си повлекува друго.
подобро во тој случај ако треба веќе, ако нема избор пациентот да се оперира, мислам секако ние пробуваме неоперативно, меѓутоа кога ќе им кажеме тоа е нели крај на светот за пациентите. Јас сметам дека подобро ако треба да се оперира него да живее неквалитетен живот, односно живот со инвалидитет, ако може да се смени, квалитетот на животот да се подобри, тоа ни е значи главното нешто што го сакаме кај сите пациенти, а не само да живееме нели и да зависиме од некој друг во животот. Да. Вака сега како еден заклучок на крај да донесеме, бидејќи кажавме дека многу проблеми има во однос на дегенеративните заболувања, меѓутоа и кажавме дека може да се решат со многу методи и со начини на третман и лекување. Останува само на сите оние кои што ги имаат овие проблеми да се јават навреме кај специјалист. Еве, посочив ако сакаат да се слушнат со вас, да се јават веќе од утре во нашата телевизија и да побараат решение за нивниот проблем и да бидат упорни. Тоа е главното нешто, упорни, да, кога пациентите ќе им кажеме дека треба да доаѓаат определен број пати за да идат и тука нели веќе они напорно им е, тешко им е, да, меѓутоа немаме друг избор. Значи колку треба толку за да се покаже резултат и има резултати. Да, треба време. Треба време. Тоа така не се добило брзо за и брзо да се реши. Точно така, меѓутоа пациентите треба да бидат упорни, да бидат одговорни, односно нели терапиите, односно нели хигиената, јадењето, вежбањето, за да имаме севкупен. Не може само да се доаѓа на терапија, ништо друго нели да не се смени. Така да севкупно. Добро, тука некаде веќе ќе мора да завршиме, значи или имаме гледач, ајде ќе го вклучиме за крај гледачот и тука ќе завршиме. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Само едно кратко прашање. Да слушаме. Пред известно време, некаде 2-3 месеци, почна да ме боли левото колено. Отидов на доктор, се снимив и ми рекоа дека имам артроза. Зедов ми препишаа некои лекови, нем капсули и некој за болка, не знам тие како се вика. Малце ги испив тие таа доза, малце ме преболе, ама сега повторно пак ме боли. Добро. Прашањето што да правите понатаму најверојатно. Што да правам понатаму и дали се лекува тоа, дали е тоа страшно, дали не знам како да. Ова е тоа што го збориме дегенеративно заболување, остеоартроза или остеоартритис. Готово завршивме, сега да ве слушам. Може да, слободно да исклучете се. Ова е тоа што кажа, значи, а таблетите се дадени се, едните се за подмачкување, така да речеме на раскавицата, на природна база, другите се лекарства за болка, што кажавме COX-1 или COX-2 инхибитори дале. Колегите сега веќе време да отиде пациентката на физикална терапија за да може да го спречи тој процес и да помогне во регенерацијата на процесот. Само со таблети нема да се реши. Бидејќи колку и да пијат таблети пациентите, тоа нема така да се реши. Сега ќе видиме согласно колку е оштетена раскавицата, колку пати би требало да се прави физикална, дали е индицирана за некои инекции. Меѓутоа секогаш јас мислам дека треба да почнеме со најлесното, со најблагото, во зависност од состојбата и според тоа понатаму да се со потешки методи да се иде. Доктор Симона, тука ќе мора да завршиме, уште еднаш ќе се обратам до гледачката, ако напоменав, претпоставам дека ме слушаше, значи ако сака да се сретне со доктор Симона, да појде таму, нели за сето она што е како проблем да се обидат да го решат, веќе од утре после 9 часот ќе може да се јават во нашата телевизија, од нашата секретарка ќе го добијат бројот, кажав, од центарот на градот под Министерството за здравство, превентива 99. Ти благодарам за денес, драго ми беше што е во новата сезона повторно беше дел од ваш термин. Се надевам, нели, во вториот дел негде во другиот дел, значи во новата година, дека ќе направиме уште една емисија, па да доставиме информации за нашите гледачи. Да, би ни било задоволство да учествувам нели во вашата емисија и нови моменти да споделиме се што е ново и тренд, да речеме, во медицината. Се со цел во корист да се решат проблемите на нашите гледачи. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам успех во сето она што го работите во превентива во 99. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ви се заблагодарам ја за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.